Уште една успешна полусезона имаа младите фудбалери на фудбалскиот клуб Тетекс. Младинците, кадетите и пионерите ги освои есенските титули во соодветните првенства на Македонија, додека помладите пионери полусезоната ја финишираа на 4-та позиција. Во севкупниот пласман младите категории на Тетекс е на првото место, пред екипата на Македонија Ѓорче Петров, позиција која носи пласман во Суперлигата на Македонија. Чест ми е и задоволство ми е да истакнем дека и ова година во надпреварување во втората лига на младинска лига под ФФМ сме во конкуренција на младинци на прво место, во конкуренција кадети прво место, во пионерска конкуренција на делба на прво место и во помлади пионери на четврто. Севкупно, бидејќи севкупно се зема резултати, па спрема тие резултати се влага во Суперлига, севкупно смо на прво место во нашата лига, со големи шанси на пролет да влеземе во таа Суперлига на Македонија. Кои се амбициите и плановите за 2017 година? Па јасно е, амбиции и планови на нашето школо, на мислим и на ФК Тетекс, е за пред се за да на некој начин да пласираме што повише играчи во првата екипа. Тоа е моја основна цел. Првобитно ми е тоа за да створиме еден костур на ФК Тетекс од нашата младинска школа. А да не заборавам и пак ќе речем, и голема желба ни е да се вратиме кај што ни е мисла местото во таа Суперлига, кај што се надпреварува еден Вардар, Работнички, па да речеме Шкендија, Академија Пандев и доста квалитетни екипи. Задоволство од постигнатото во 2016 година има и кај капитенот на младинската екипа на Тетекс Филип Аризанковски, кој најавува уште поуспешна 2017 година. Во 2016 година сум презадоволен и одличен и од клубски план, бидејќи и влегов во форма, но и како клуб со екипата го освоивме првото место во втората лига и оваа година исто така во првата полусезона сме на првото место. Кои се плановите за 2017 година? Дали очекуваш и првотимски статус? 2017 година ќе биде многу тешка година, бидејќи како што сме први на табела, секоја екипа има мотив плюс за да не собори од првото место, ќе играат со мотив плюс против нас, но мислам дека со добри припреми и мислам дека сите имаме желба и дека ќе го одржиме тоа место. За прва екипа секако дека имам план да влезам, мислам да очекувам повик од првата екипа, но како било пишано така. Пласман во Суперлигата на Македонија во млади категории обезбедуваат двете најдобро пласирани екипи во генералниот пласман, каде се собираат бодовите од сите 4 категории.